Проблемите меѓу двете земји не можат да се решат со блокирање и соуценување, апелираше премиерот Никола Груевски во вторникот од Брисел, додека во истиот тој град Советот на министрите поради противењето на Грција реши да го одложи одредувањето на датум за старт на преговорите за полноправно членство на Македонија во Европската унија. Поддршката од мнозинството земји членки, личната заложба на претседавачот на Советот Карл Билт не ја промени грчката позиција дека без промена на името и идентитетот Македонија нема да добие датум за почеток на преговорите за полноправно членство во Европската унија. Сакаме да воспоставиме добри односи со Грција и да продолжиме со евроинтеграциите, но не можеме да се избришеме како нација. Дециден премиерот Груевски, кој по грчката блокада во Советот на министрите порача: ние сме македонци и сакаме да станеме членка на Европската унија како македонци. Проблемите меѓу двете земји не можат да се решат со блокирање и соуценување, апелираше Груевски од форум во Брисел, додека во истиот тој град Советот на министрите поради противењето на Грција мораше да го одложи одредувањето на датумот за старт на преговорите. Блокадата од Грција врз нашата земја се случи пред 1,5 година во Букурешт, кога требаше да станеме членка на НАТО, така што и сега се соочуваме со истите проблеми. Мое мислење е дека проблемите меѓу двете земји не може да се решат со блокирање, не може да се решат со уценување, не може да се решат само со анализа на историјата. Потребно е да се свртиме кон иднината. Во секој случај, Грција на нашата земја и нанесе политичка штета, и тоа ќе биде запишано во историјата. Сепак ние мораме да погледнеме во иднината, да се фокусираме на иднината. Потребно ни е решение, ние сакаме да постигнеме решение. Нашата земја сака да се пронајде решение и да се реши овој проблем. Сакаме да го надминеме овој проблем, да воспоставиме добри односи со Грција и да продолжиме со процесот на интеграција, но не можеме да се избришеме како нација. Ние сме македонци и сакаме да станеме членки на Европската унија како македонци. Грција сака да го смени нашето име, да го смени нашиот идентитет. Идентитетот се емоциите, идентитетот е чувство. Идентитетот е нешто што секој човек го носи во себе. Всушност, многу е чудно некој да сака да ви го смени идентитетот. Токму затоа, веруваме дека се потребни поинтензивни дискусии со Грција. Тие се веќе започнати, што исто така е напредок. Претходно немавме никакви разговори, никаков отворен диалог. Сега, односно во последно време, имаме доста интензивен диалог како никогаш претходно, диалог на различни нивоа. Затоа верувам дека овој диалог ќе даде одредени резултати. Тоа е во полза на нашата земја и на целиот регион, а верувам дека тоа ќе биде добро и за Грција. Тоа и оди во прилог и на Европската унија. Европската унија ќе стане целосна кога сите земји од Западен Балкан ќе станат нејзини членки. Во овој случај, односно во случајот со Македонија и со Грција, кое е потенцијалното решение? Тоа воопшто не го слушам во јавните расправи. Постојано слушам за идентитети што не возможува да се разговара за нештата и за тоа како политиката не може да донесе решение. Каде го гледаме решението? Дали би можеле да разговараме за можните решенија за кои што и другата страна би сакала да добие одговор? Би сакал да кажам дека ние нудиме многу решенија во преговорите, што ги водиме со посредство на амбасадорот Метју Нимиц, под раководство на Обединетите нации, исто како и во разговорите што ги водиме со Грција. Токму затоа не е точно дека зборуваме само за проблемите, а не и за решенијата. Всушност, многу повеќе зборуваме за проблемите отколку за решенијата, но некогаш е неопходно да се искажат проблемите како и да се објаснат. Сите не се запознаени со постоењето на проблемите и за нивната природа. Некогаш имаме можност и да зборуваме за тоа, но кога добивме можност да преговараме за решенијата со луѓето што се одговорни за тие решенија, како што е медијаторот на Обединетите нации, преговарачите на двете земји, на директни средби со грчките представници, секако дека зборуваме за можни решенија. Многу повеќе сме сконцентрирани на ова, но за жал видовме дека досега нема решение. Господине премиер, би сакал, доколку ми дозволите, да ве замолам да ги поделите со нас вашите идеи за решението. За ова прашање има многу детали и ако почнам да зборувам, верувам дека ќе зборувам за Грција барем 20 минути, но само во 4 очи. Не имаме понудено многу решенија и на луѓето одговорни за тоа се им е познато.
исто како и председателот Баросо, на господинот Оли Рен и другите дипломати одговорни за решавање на овие прашања. Сите тие знаат дека ние вложивме максимални напори за да постигнеме решение и за да го надминеме овој проблем. Се надевам дека во иднина, ако продолжиме во истата насока, тоа ќе резултира со некакво решение. Ви благодарам. Се надевам дека можеме да го прифатиме ова потврдување и да продолжиме и да ја смениме темата за проблемот со името. Моето име е Павлос Васкопулос и сум член на политичкото движење ИФА. Се надевам дека нема да монополизирам преку моето прашање за проблемот со македонското прашање. Би сакал, доколку е во ред, да поставам прашање како член на македонското малцинство во Грција. Од моја гледна точка, ние сме мала политичка партија со име Виножито, која што ги чувствува придобивките од Европската Унија. Ние сме припадници на малцинска група која што ја почитува разновидноста. Ние ги почитуваме и даваме придонес за европските вредности и начела. Но, драги пријатели, дозволете ми да се фокусирам на земјите членки од Југозападна Европа, меѓу кои се и Македонија, Црна Гора, Србија и така натаму. Што се однесува до Југоисточна Европа, кај неа постои дефицит во спроведувањето на европските вредности и начела, кај земјите членки на Европската Унија, како што се Грција и Бугарија. Затоа, овој пат ќе замолам во името на македонското малцинство да придонесеме со нашите грчки соднародници во решавање на меѓусоседските проблеми, да се почне диалог со членовите на македонското малцинство, кои што ќе помогнат во добро состојбата на нашата Европа. Така ќе се чувствуваме многу повеќе како европејци, отколку грчките граѓани кои што се припадници на македонското малцинство. Поддршката од мнозинството земји членки и личната заложба на председавачот на Советот Билд не ја промени грчката позиција, дека без промена на името и идентитетот, Македонија нема да добие датум за почеток на преговорите за полноправно членство во Европската Унија. Не сме до толку изненадени, иако не сме многу среќни со тоа што го направи, меѓутоа не сме изненадени. Овој пат тоа е направено на малку пософистициран начин отколку тоа што беше во Букуреш, иако да речеме ставањето можно да се навратат на прашањето во наредните 6 месеци остава некоја надеж дека нешто можеби ќе се придвижи во тој правец. Ако Грција мисли дека ова ќе им го реши проблемот со блокада и дека на ваков начин ќе ги решат проблемите, се покажи во минатото дека не се решаваат на ваков начин. Тоа не е европско однесување и тоа е тоа. Тие веројатно тоа не го прифаќаат и затоа се однесуваат на ваков начин на кој што се однесуваат. Грција очигледно бара работи кои што едноставно никој од никого не ги бара. Планирате интензивирање на средбите со грчката страна? Па тоа ќе зависи од нив. Од наша страна постои спремност за тоа. Јас слушам сега во земјата има коментари во последните денови дека и денеска дека сме пропустили историска шанса. Знаете што, пропуштена е историска шанса да се обезличиме како нација тотално, како народ, да се избришеме од мапата на народи. Таква шанса да, пропуштена е да се откажеме од идентитет, од се буквално. Таква шанса има и во минатото, веројатно ќе има и во иднина и има многу често, значи таа шанса не е на маса во секој момент, така што сите оние кои што критикуваат дека сме пропуштили некоја историска шанса, морам да им одговорам дека пропуштената шанса е практично себе бришење од мапата на нациите и бришење на сопствениот идентитет, на сопствениот народ, така што во тој аспект нешто посебно не сме пропуштиле, но се надевам дека во иднина ќе се укажат некои други шанси и дека во Грција ќе почнат да дуваат поинакви ветрови. Свесни сме дека актуелнава ситуација не ги задоволува ни Македонија ни Грција, но се движиме во насока на задоволување на двете страни и на постигнување компромис. Став на шефот на шведската дипломатија Билд. Ако имате ситуација во која една страна е екстремно задоволна, а другата екстремно несреќна, тогаш сте во неволја. Ова решение не представува директно и големо задоволство за двете страни, но се оди кон конечно задоволување на двете страни. И покрај се Македонија останува во преговарачкиот процес.